Добре, дојавте во ново видео. Сега е 7:30. Алармот. Еј? Да, фала, знам дека е 7:30. Овој ми е ставен за секој случај. Се будам во 7. Али фала ти што ме разбуди. Чекај да ти изгасам на час да не направиш. Си имав во средната другарка, Домника. Не се стално на час извонеше телефонот. И стално се тепаше по телефонот, и звони телефонот и она одма тенцот. Баш тоа вчера што изборев. Еве ги сега вежбаат. И сите се девојчиња. А како и да е, Леле Косова Ептон не ме сака денеска. Се брзам за да стигнам на час, затоа што од 8 сум на час, сега е 7:30, сакам да доручкувам и да стигнам, а на две различни страни. Мислам дека ќе успеам ако повеќе се фокусирам на одење таму и помалку на предмети околу мене, затоа што тоа го правам периодов, застанувам и анализирам. Храна. Имам уште 20 минути до час, ама мислам дека стигам. Добре, стигам. Не се секирајте. Ако се секиравте, да не се секирате. Стигам. Не се секирате, знам. Morning. Само што завршив со првиот час и на паркингов каков мотор има, морам да ви го покажам. Ајде, нема да добијам казна. Ова е многу добро. Ваква работа не сум видел одамна. Не зборам за ова, иако и ова е добро, ама ова. Нешто као джетски. 990 кубика. И има звучници. Јако. Океј, продолжуваме со денот. Ово ми се свија, личи ко Бетмен да го. Малку така покасно се уклучувам камера, само што ги завршив часовите, сега ќе одам да јадам. Не знам зашто, ама денеска ми е еден од тие ден, ја например си имам омилена мајца. И оваа ми е омилена мајца. И кога ја носам таа омилена мајца, ништо не може да ми го расипе денот. Ама буквално ништо не може да ми го расипе денот. Едноставно се ми оди како што треба. Денеска си се почастив со тоа да се носам омилената мајца и ништо на светот не може да ми го расипе денот. Не знам, вие си имате омилена мајца? Или омилени, не знам, пар патики или нешто такво? Нешто што не знам како да ви кажам. Ако ја носам секој ден нема да ми е исто. Ама ја носам еднаш во не знам колку време, мислам поретко ја носам и повеќе ми е што збораме, прска немам што зборам. И сега во моментов цел факултет завршува со часот кога завршувам и јас, така што очекувам да биде полно, преполно. Тоест, мене ме пуштија малку порано, цел факултет завршува за 15 минути. Имам 15 минути пред да стане огромна гужва. Hi, has rush hour started yet? Well, not real bad. Not real bad. Okay, have a good day. You too. Гужвата почна. Ама јас само што завршив. Само што завршив со јадење, само што се најадов. Ајде, Зарге! Сега одам во соба. Имам есеј од 1500 зборови за пишување. И кога завршам тоа, со тоа имам книга за читање. Интересен ден. Интересен ден. Ама ја имам мојата омилена мајца и ништо не може да ми го расипе денот. Не јадам шекер вака. Не сум некој што сака благо. Али целиот шекер што го конзумирам ми доаѓа од овошја. И така што стално имам прилика да земам банана, јаболко, грозје, што и да е, го напаѓам.
1500 зборови есеј. Време е да се почне. One eternity later. После, леле, колку има веќе, може би 4 сати. Пишував есеј, па после тоа учев, па пак пишував и веќе глава ќе ми... Ја завршив работата, што е најбитно, пошто јас сум тип на човек што не се откаже од него направи. Завршив, ама нака ме изморува. Сменам малку да ми е полесно, одам на кај теретана. They see me rolling, they hate it. Мојата рутина во теретана е секој пат кога ќе отидам, прво трчам од 4 до 5-6 км на трака, потоа вежбам 2 групи на мускули и потоа за крај трчам уште 3 до 4 км. Завршив со вежбање, сега ќе одам малку да каснам нешто. Не знам што ми е мене денеска со бој. Значи, плаво, тоест сино. Што се случува со точаците? Врска немам што се случува со точаците. Стално копам минувам се, стално вакви и стално во различен распоред. Значи, некој намерно ги остава вака, не знам што да кажам. Зашто секој ден се во различен распоред, секој ден различни точаци и сите се превртени. Некоја шема е, превртени точаци, претпоставам врска. Да ви објаснам што се случи. Требаше да испринтам некои листови за утре, што ми треба да ги предавам некој есеј што го пишав, есејот што го пишав преска. И се разбира отидов до библиотеката за да го испринтам. Се логирав во библиотеката и сето тоа, а инаку библиотеката ми е сосема на другата страна на факултетот, значи треба да се оди многу за да се стигне до таму. Стигнав до таму, напишав тоа што ми требаше да напишам, стиснав print и Windows беше као server connection lost, please try again. Стиснав пак try again, server disconnected. Thank you. Мислам, не знам дали така зборува Windows, ама претпоставам дека така зборува. Се вратив назад до кај Майкл во соба, пошто Майкл има принтер. И сега тие што малку повеќе се разбират во компјутери ќе ме разберат. Майкл има Macintosh. И Macintosh нема излез за USB, туку треба да купиш такво едно посебно што се става во Macintosh као прелаз за да искочиш со USB, а Майкл го не. Принтерот има драйвери само за Macintosh, така што ни тоа не функционира. Се вратив назад до библиотеката, овој пат откуцав и Windows беше као сервер connected и си ги испринтав листовите за утре. Yes. Сакам да одговорам некои прашања. Дали е подобро да јадам црн леп? Да, значи црниот леп е страшно подобар од белиот леп. Колку што може, гледайте да го практикувате. А ако веќе јадете бел леп, нека биде препечен. До колку часот навечер препорачуваш да јадеме? Јас наискрено додека слабев не јадев после 6, ама и сега кога прекинав едноставно доручкувам сабајле кога ќе станам, ручам некај 12 еден и вечерам во 6 сати, после тоа не јадам воопшто. Цимерот му има оставено вакви тука. Не знаете колку се добри. Значи, као Харибо се, ама нешто се прво као кисели, па после тоа благ. Greg, I'm sorry, but I took one without you knowing. Лички, фала ве многу што гледавте видео, се надам ви се свигаше и овој влог. Ако ви се свигаше, обавезно ставете лайк на видео и ставете subscribe долу. Во description ги има сите мои социјални мрежи, се како постирам, се остатокот од YouTube што не е ова, така да обавезно видете го и тоа. Фала многу што гледавте видео и се гледаме утре со нареден влог. Имајте убава вечер.